Добро вечер, драги пријатели, на некој убав сон. Значи, вечера повторно ќе изразуваме со една мала видеоанализа за состојбите кои се случуваат в Србија. Генерализирав и без заклучок, интересна работа. На писателот на Србија Александар Вучич му се потворува оно што му се случуваше на премиерот Груевски. 2014, значи само 10 години уназад, сега 2024 му се случува истото сценарио на Александар Вучич. Тоа што велам мислите. Ако се добро сеќавате, 2014 почна паѓањето на Груевски. Ќе кажете како. По прославата или по победата на ВМРО, Нешовски мислам, викаше момчето, што беше тепан од паркот од полицаец, удрен у глава, па седа на купат, дошол на прослава на ВМРО да помогне, значи и на поддршка, а убиецот, полицаецот, нормално, после затворска казна, истиот тој го последува во затворот Зоран Заев, значи јавно. И не би сакал да коментирам дали има врска или нема за тоа, но сакам да поврзам со ово другото. Значи, 2024-та, што се случува во Србија? Паѓа на трошницата, која провика дека не е конструисана, после е реконструирано. Значи, се вала столбовите и кога е најмногу луѓе има, паѓа по 11 течци, така. А ноќта се вала столбовите. Значи, месенка, буквално, и почнуват протести. Ако се сеќавате крајот на 2014, кој се побуни кај нас прво? Студентите, пленумот, јас тогаш ги посоветував, нормално преку мојата веб страница, преку Facebook, нема уште веб страница тогаш, кажал да не се игра со студентите. Дали има пасално телевизија, не се. За среќа ме послуша и студентскиот процес брзо престана во Македонија. После дојде, шарената револуција, бомбите и така натаму. Кај Вучич слично се случува сега, значи, одма после дојде студентите кои народ ги подржуваше, но кај него е сосема друг случај од Македонија. Зошто? Мислам, објективно зборувам, Вучич направи големи катастрофи во Србија, буквално распродаде. Ја ќе кажам зашто. Рудникот со Бормајната, кој има бакари и златна жица, го продаде буквално на кинезите, бидејќи должеше, потоа ќе му даде под концесија на 100 години, кога е продадено. Значи, има договор така да, кој ќе го извадат кинезите сето злато, Србија да добие 70%, што е повеќе од комично. И интересно е, плани или полани, нема да се збор, Србија од кинеската фирма Бормајната купуваше злато за собствени државни резерви. Но излезе по еден податок, малку неверојатен, Србија кој база имала 36,7 тона злато и било додадено уште 5 тона злато, ги нема останало само 1,1 тона злато, а во Србија имало некако 18, значи малку помалку од нас. Значи некако година злато. Значи Кина, може да кажете слободно владееше со Србија економијата, бидејќи она има и железарство во Смедрево. Значи, многу објекти и многу ресурси во Србија се продадени за да се дојдат пари. Па и мислам дека Емиратите им го зема Белград на води. Бидејќи, така вика Србија, или Белград на вода, со Ковачевски Вучичко освои во Емиратите, он доби милиарда, но Ковачевски не доби, он доби така што се договорија државниот удел што имаше во Белград на вода да се предаде на Емиратите.
И сега што случува? На 1 април имаше податок баш на TikTok, не знам, со доказ дека бил на Србија беше блокиран, значи нема пари, а после некој ден банката го блокирала. Документи се покажува. Инаку уште зимво, некако до 15 март не набават пари, значи ако повторно нема задолжување, ќе мора Србија ќе банкротира. А тоа не е лошо сум. Тоа не знае човек што да збори, но факт е дека една друга исто спорба ќе направам. Тука Груевски работеше со брцочетно јако, а у Србија Вучич работи со брат на Андрија, кој мислам дека е на топ лидер, кај што се печатат пари. Инаку таму имаше многу исто. Афери, Иваница и така, да ми ги брам сите. И се изгоре пензионерски дом со 8 загинати, значи не е само на трешницата. Дали е месенка или не можам да зборам, за тоа немам аргументи. Но сакам да ви кажам, ја многу одамна, значи уште лани, и на мојата веб страница, на YouTube канал, реков многу јасно, дека главна цел одамна е дестабилизација на Србија и Македонија. Но Македонија, со доаѓањето на новата власт, не сакам да празам или било што добро напред, се ближи малку со американците и моментално имат поддршката на што прават со судството. Инаку во спротивно ќе нема и со доаѓањето на Трамп обуведат цари, а не би сакал да го морам да прави огромни грешки. Ова ќе се истера до крај и ова е шанса на голем да завладее поточно да го заземе местото на Дуи, а и на самите американци кои го донесу Ахмет и Дуи, они ги пуштија низ вода преку Блен, ако немаше шанса да се случи и влада со Блен, ако американците не го пуштија Ахмети и Дуи. Значи се иде од командата на карето. Ќе ви кажам еден обичен пример за карето. Значи во 97-98 љупи доста доаѓа кај мене на партиципации. Протестите за седилницата во Битола беа под моја ситуација, коалицията со ЛДП и јас се раснав пред тоа беше единствена добитна комбинација. Сето тоа помина и некој сме во партиска книжка, иако бев на Словачкото собрание, ама неа дадов мојата престапица која беше подпишано со собствената, само повредувајќи се, се за Австралија, кај мојот пријател Диме Шапкар, со кој го предводевме и конфликтот во случај на Прокочински 90. Тоа не ми цел. Целта ми за карта, ви кажам, значи, тогаш доста липче, лита тачта, потворно кажано, шо ви тоа, излага се. Брда и долина, само да ви кажам, се како направо. И 99-та покојниот Борис Рајковски губеше катастрофално. Доста ме викна да ги помогна. Ја прво се прашајам кој беше до којната доста Димовска, ја прашал доста. Дали сте вие народ? Зашто кренеш? Ја не сум расист. Значи, било против кога, не мога против Рајковски, кога го лично подавам. И таму, кој се написал нека нешто, ама тоа се скажам до сега, на кафе, но беше интересен разговор за религија, бидејќи имам почували. Тоа вика, зошто книжки, викам во една земја, каде што мнозинско население е македонско православно, ви предлагате протестантите свештеник за преседател. Знаете ли, драги пати, што ми кажа? Американците ми кажа. Значи, кај нас случајно не се доаѓа на власт, ако се нема поддршка од карата. Значи, ова што случува во Србија не е случајно, а на американците во или на Запад и во моментот 200 стабилизација од еднашка, затоа се иде бидејќи Македонија не покаже некоја посебна
соработка со Русија, чак и претходната влада проценуваше дипломати, санкции и така натаму, а Србија не воведе санкции, затоа Вучич ќе менја, а Груевски се сакаме воведе санкции, затоа го смени. Така че треба мала спореда така, а оние што се заинтересирани да ги следат моите анализи, повеќе ќе се видиме, полесно ми преку видео, полесно ми со зборување. Значи, треба да присетам на копија subscribe или преподписе, а може да следат на Instagram и на TikTok. Инаку, само уште да кажам, може би ќе во некој видео ќе анализирам многу работи и да кочам и отидите на владата, но не во видео, во некој наредните. Сега се ви посакувам добар сон и убава недела што ни предстои. Со задоволство напред, ќе повторам уште еднаш, оние што има желба и следат моите видео анализи, треба да притиснат на YouTube на копче subscribe или преподписе, или пак да ме следат на TikTok или Instagram. Поздрав, убав сон!